УПОС и владата се на чекор до постигнување на договор, но и натаму остануваат на барањето за зголемување на минимална плата на 600 евра и 100 евра за сите. Во ово издание на Тренинг соговорник е Трпе Дејановски, председател на УПОС. Задоволни сте за она што беше постигнато на разговорот со премиерот? Многу е битно за нас дека владата го слушна гласот на работниците, го слушна гласот на синдикатот на УПОС и реши да ја прифати, да го прифати барањето на синдикатот за да ги зголеми платите во администрацијата и правосудството на овој или на овој начин, дали преку додаток или преку зголемување на плата. Она што треба да се додоговори е да видиме на кој начин ќе биде тоа. Нашиот предлог е да биде по индивидуални, поединечни колективни договори за секоја институција во управата и правосудството, бидејќи наш предлог е тоа дека е наједноставниот и најфункционалниот начин тоа да се направи. Станува збор за околу 9000 службеници. Од прилика, да. Точниот број не можеме да го утврдиме, треба да се отвори оној каталог на работни места што го води МЈ, меѓутоа од 9 до 10.000 работници што во управата и правосудството, што никој веќе не памти кога последен пат добиле покачување на плата. За колкава сума ќе треба да биде издвоена од буџетот за оваа група на... Се уште треба да се направат пресметките, колку ќе изнесува издатокот од буџетот за да можат овие вработени да добијат ова што го бараме ние. Нема да биде, пошто не е голем број на вработени, изголемувањето ќе биде едното линеарно, како што се добива со секој согласување на минималната плата, врз тоа уште 8% додаток или 8% изголемување на платата. Спеќе се работи за мала група на вработени, иако звучи 9 до 10.000 не звучи многу, се работи за вработени со најниски примања во државата, почнувајќи од 25.000 денари па до 46.000 денари. Издатокот на буџетот не би можел сега да го кажам, меѓутоа мислам дека е доста издржлив и дека и во минатата година кога преговаравме, парите во буџетот може да се најдат многу лесно и мислам дека веќе се изнајдени, бидејќи во самиот буџет кој ќе го видите за оваа година имаше пресметка дека платите може да се зголемуваат баш во оваа рамка. Идната недела ќе има протести? Да. Значи, ние како Сојуз на синдикати на Македонија, каде што членови синдикатот на УПОС, имавме вчера седница на председателството, значи не се откажуваме. Ова е барање на синдикатот на УПОС што е многу старо. Ова не е барање што изнесе од овие протести што беше големиот протест на 28.1. Ова барање е жално што го решаваме сега, а можевме да го решиме и лани. Зошто од 500 евра стигнавте до 600 евра барање минимална плата и дополнително 100 евра зголемување за сите вработени? Бидејќи тоа беше барање на работниците. Ние имаме контакти со сите синдикални организации, сите грански синдикати во Сојузот на синдикати на Македонија, спроведуваме и анкети и истражувања. Она што го бара работниците е веќе да не се бара 500 евра минимална плата, туку веќе поради животните трошоци, изголемувањето на синдикалната минимална кушничка, тие 500 евра што ги баравме веќе се неодржливи и затоа го спроведовме по нивно барање, ние го представуваме барањето од 600 евра. Што ќе значи најавата за евентуален генерален штрајк доколку не ви се излезе во пресрет на вашите барања? Генерален штрајк се знае што значи. Значи ние преговаравме, се надевам дека ќе седнеме на маси за ова барање да преговараме со владата и работодавачите, бидејќи владата нас не викале била договорите се со работодавачите, па ние ќе го поддржиме било кој договор. Работодавачите не седнуваат на преговарачка маса, на ЕСС дури владата бара да се разговара, они викаат да не се разговара. Меѓутоа мора владата да свати дека без неедино посредство не можеме да добиеме зголемување на минимална плата, бидејќи во минатото на економско-социјален совет сме биле многу пати надгласувани да владата и работодавачите гласаат против предлозите на синдикатите за зголемување на минимална плата. Меѓутоа работодавачите од друга страна велат дека евентуалното зголемување на минималната плата ќе биде голем товар врз компаниите, а од друга страна пак делот упатените, економистите пред се, зборува дека зголемувањето на платите може да дигне и стапката на инфлација. Ги слушаме ние она што го велат работодавачите, меѓутоа работодавачите од друга страна веќе немаат работници. И они сакаат работниците да работат за најниските плати во државата и да сепак достанат да работат во државата, што едно со друго не може нема допирна точка.
Втора работа е работодавачите секако ги избегнуваат оние прашања за сивата економија и зашто даваат на работниците плата во плик наместо да ги дадат на трансакцијска сметка кој што е законски определено. Се додека работодавачите напаѓаат и велат дека со оваа плата е добро да живеат работниците, дека 400 евра минимална плата е супер, а ги држат работниците на 400 евра минимална плата за да не плаќаат придонеси во државата, да ја крадат државата, а друго действото да го плаќаат оплик, имаме до оваа, ќе бидеме доведени до оваа состојба. Во врска со второто прашање, ние имавме состанок и минатата година и предминатата година со представници на Светската банка во Сојуз на синдикати на Македонија. Токму ова го прашавме, дали ако се порасне минималната плата, бидејќи нас тоа не го велат и работодавачите и владата, ќе се порасне, ќе биде поттик на раст на инфлацијата, они децидно кажа дека не, дека минималната плата е најниската плата што треба да ја прими работникот за да биде заштитен социјално и економски. А тоа не предизвикува раст на инфлација во државата. Раст на инфлација во државата представува сивата економија и крадењето од буџетот на државата од пензиските фондови, што тоа работодавачите го прават со години на нас. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам на вас на поканата. Трпе Дејановски, претседател на УПАС. Неодамна во Трилин гостуваше доктор Виолета Мојсовска-Нумовска од клиниката за кардиоваскуларни заболувања во Охрид. Токму од болницата реагираат со став во однос на нејзиното неодамнашно гостување во ТВ магазинот Трилин. Во целост вие пренесуваме нивната реакција. Сакаме да истакнеме дека нејзиното учество и настап во вашата емисија не беше во својство на официјално назначен представник за настап во име на нашата болница. Сите изнесени ставови, констатации и искуства се нејзини лични и не се одраз на ставови и констатации на стручниот колеги, работоводниот орган или друг орган во нашата болница. Во исто време сакаме да потенцираме дека докторката од вкупно 3 години работа како специјалист кардиолог, последниве 2 години и 6 месеци не работи во одделот за интервентна кардиологија, каде има поминато само 6 месеци како специјалист кардиолог, што значи нејзините ставови за состојбите во интервентната кардиологија се лични и не се темелат на нејзино искуство како специјалист во тој оддел. Тука е крајот на ТВ магазинот Трилинг, довидување до идниот петок во исто време.